интересна тема, тоа е транспарентност и отчетноста на институциите. Мислам дека е сосема очекувано и логично што Фондацијата Отворено општество своите 25 години и завршната конференција посветена на одбележувањето на овие 25 години организира еден панел кој се однесува на транспарентност и отчетноста, бидејќи Фондацијата секако во своите долги години работа беше активна меѓу другото и на полето на засилување на притисокот врз институциите да бидат што е можно по-транспарентни и отчетни пред граѓаните. Ние како граѓани на Република Македонија зад нас имаме еден долг период, дури би рекла една декада на злоупотреба на зборовите транспарентност и отчетност, бидејќи тие беа користени или злоупотребувани од власта во насока на тоа да се објавува или да се глуми транспарентност и отчетноста за да се креира една розева реалност. Од минатата година со промената на власта доаѓаме во ситуација да одредени поединци од власта, би рекла, се обидуваат навистина драстично да ја сменат и да ја подобрат таа слика. Меѓутоа, за жал, и во овој процес на промени гледаме одредени слабости во смисла дека институциите и на национално и на локално ниво, бидејќи имаме промени на двете власти, се уште не чувствуваат дека транспарентност и отчетност е обврска. Не е нешто што треба да го прават затоа што невладините организации или новинарите го бараат од нив, туку едноставно дека по дефиниција се должни да дадат отчет како ги трошат парите кои им припаѓаат на граѓаните, што е тоа што од ингеренциите кои ги имаат направиле за граѓаните, значи да го стават на увид целокупното свое работење и сите информации кои произлегуваат од нивното работење. Зошто велам дека се уште овој концепт на неопходна транспарентност и отчетност се уште има слабости кога станува збор за актуелната власт. Како последен пример ќе го дадам, или актуелен пример, би го дала фактот дека во октомври 2017 година, токму на иницијатива на министерот за информатичко општество и администрација, кој е денеска со нас, владата усвои листа на 21 акти и документ кои секоја институција треба да ги објавува на своите веб страници, за да манифестира подготвеност да ги стави сите релевантни документи и информации на увид на јавноста и на тој начин да ја овозможи активно да ги коментира, критикува, фали и слично. Меѓутоа, веќе после 5 месеци од донесувањето на таа владина одлука, вие ако отворите на веб страната Влада МК, можете да видите дека дури и на веб страната на самата влада на Република Македонија не достига буџетот за 2018 година, не достига планот за 2018 година, планот за јавни набавки, што значи дека веќе самата влада покажува слабости во имплементирањето на одлуката која сама ја донела. Јас, бидејќи доаѓам од организација која со години наназад ја мери или ја следи активната транспарентност, велиме, на институциите, што би значило тоа значи колку тие самостојно на собствена иницијатива на своите веб страници ги ставаат на увид релевантните документи и информации на граѓаните. Ќе кажам само дека владата е едно од не е единствено од министерствата што не ги објавува буџетите и нашите анализи за 2018 година покажуваат дека од владата и 15 министерства, 4 само значи од 16 го објавиле буџетот за 2018, а само 2 од владините институции од 16 завршната сметка за 2017. Состојбите не се ништо подобри ниту кај општините, па имаме таму 43 од 80 општини градот Скопје кои го објавиле буџетот за 2018, а само 39 завршната сметка. Општо, не навлегувајќи премногу во детали, ќе кажам дека во однос на активната транспарентност сумарно министерствата стојат во 2018 година сепак многу подобро отколку извршната власт на национално ниво во 2016 и 2017 година. Напредокот се движи од 45% исполнување на обврските за објавување на информации до 69% во 2018 година. Наспроти тоа бележиме пат кога станува збор за општините. Нема да изнесувам повеќе детали, не ќе да ја злоупотребам својата позиција на модератор, само сакав неколку своји видувања и некоја своја визура, бидејќи на состојбите во однос на транспарентност и отчетноста, бидејќи и Фондацијата Отворено општество кога ме поканијате и рекоа јас да дадам некоја малку боја на дебатата, па се надевам дека еве ова што го кажавме може да биде како некој добар почеток да видиме што е тоа што во иднина треба да го направиме сите заедно
и со представниците на извршната власт и ние како невладини организации за да ги подобриме работите. Реков дека транспарентноста на локално ниво, кога велам, мислев на национално ниво, извршната власт и на централно и на локално, стоиме не баш добро, меѓутоа и кога ќе се споредиме со регионот, исто така евидентирани се слабости и има уште многу простор за напредок, затоа денеска со нас е Филип Стојановски, директор од Фондацијата Метаморфозис, чија организација е дел од еден регионален проект во кој во 6 земји од регионот се следи транспарентноста и отчетноста на извршната власт, на собранието и на судската власт, ако добро памтам, па би дала еве на Филип неколку минути да проговори кои се наодите на метаморфози, за да можеме понатаму да продолжиме. Благодарам, Сабина. Чест ми е што можам да ги споделам нашите искуства не само од овој проект, ако може да го туку и генерално, бидејќи ние во Фондацијата Метаморфозис и со поддршка на Фондацијата Отворено општество и со поддршка од други донатори како Европската унија, НЕД и низа други, Balkan Trust for Democracy, меѓу другите, се работиме на отчетност и транспарентност веќе поголем дел, поголем број години, особено бидејќи сметаме дека тоа е основен дел на доброто владење. Може да го видиме само сајтот. Значи, јас ќе пренесам дел од искуствата од само претходниот, ако може. Од овој проект кој што се вика Отчетност, технологија, институционална мрежа на отвореност на Југоисточна Европа, или кратко actionce.org е вебсајтот, кој што го спроведуваат неколку организации од секоја од наведените земји, меѓу кои што и нашите партнери, зашто не, од Босна и Херцеговина, која од чисто представник е тука присутен исто така. Но она што може да го кажеме генерално е дека овој проект ја мери отвореноста на институциите, која што опфаќа повеќе димензии, и тоа и на државно, и на национално, и на локално ниво, како и разните гранки на власта, од извршна до судска и така натаму. Целиот проект, основното мерење се заснова на многу јасна методологија, која што е објаснета на вебсајтот, и секој може да се увери дали оценките кои што се дадени за дадена институција се тие кои што се валидни, бидејќи самите прашања и самите одговори се не само јасно објавени, туку и се проверливи. Секој може да го провери тоа. А пред се, тука спаѓаат, да речеме, прашања од типот дали официјалниот вебсајт на институцијата е конзистентен, дали е ажуриран, кои документи се достапни, кои не се, дали дадени документи се, како што рековте, објавени или не. И тоа се работи за отприлика 20.000 прашања или индикатори преку целиот регион. И навистина представува еден сеопфатен мерен инструмент. Она што може да го кажам е дека во моментот се достапни информациите за мерењето од 2016 година. Мерењето направени во зимата 2017-2018 се во процес на обработка, така што тие не се во моментот достапни на вебсајтот, на кој што е даден индексот, но ќе бидат присутни во брзо време. Но можам да пренесам неколку искуства во врска со потенцијалите и за соработка кои што навистина се огромни, доколку постои политичка волја да се соработува со граѓанскиот сектор. Она што го имавме, проектот, да речеме, работи веќе 2 години и ќе работи уште 2. Она што го имавме како искуство е дека по промената на власта во минатата година имавме комплетно поинаков однос отколку претходниот период, бидејќи беше изразена јасна политичка волја за промени и за поголема и активна транспарентност и отвореност. Тоа секако
се одразува, предпоставувам дека ќе има одраз и во самите резултати понатака, бидејќи во соработка со институциите ние бевме поканети, што претходно не беше случај, да ги представиме нашата методологија и нашиот начин на работа, на мерење, пред представниците на сите министерства во декември и да едноставно да им бидејќи тие се интересираа како може реално да го подобрат своето работење со цел да се добие подобра оценка. Тоа е, мислам, многу поинаков пристап од претходниот козметички, како што го нарековте, но секако ќе видиме како тоа се одразило во реалноста кога ќе ги објавиме резултатите. Она што беше евидентно е дека дури ни беше кажано од некои представници на власта дека дел од оние 21 документ кои што беа објавени, тие влегуваат и во нашето мерење. И на еден начин има поголем сенс и поголема спремност кај властите да видат како се врши мерењето во дадена област и реално да влијат на резултатите преку свое подобрување. Тоа можам да го кажам како наше позитивно искуство. Со тоа што ние, освен оваа алатка, да речеме, како и колегите од Босна, имаме и некои други алатки со кои што се залагаме за транспарентност и отчетност, особено сервисот Вистиномер, кој што ги мери ветувањата, исполнетоста на ветувањата од страна на политичарите, како и вистинитоста на некои изјави. Можам да, како индикатор за промената, можам да го спомнам баш и нашиот присутен министер, кој што, за разлика од досегашната, од претходниот пристап, во кој што властите претежно ги игнорираа, како се вели тоа, сите укажувања од невладините организации, освен оние кои што беа како позитивна оценка. Ние имавме ситуација во кој што министерот на својот Facebook профил поведе дискусија околу една од нашите написи, односно оценки од Вистиномер, кои што не беа пофални во однос на одредена ситуација. И тоа за мене, зборувајќи од лично име, е огромна промена, бидејќи не само што не се игнорираат или закупуваат, како да кажам, туку се потикнува диалог, без разлика дали се согласуваме или не околу даден став или околу дадена оценка. И тоа е есенцијално за да напредува нашето општество. Филип, би сакала да искористам, пред да дадам збор на некои другите панелисти, да те прашам, секако за невладините организации едно од предизвики е како да ја натераат власта, нели, да ги слуша и нашите препораки да ги имплементира, меѓутоа и вториот предизвик со кој се соочуваме ние кои работиме толку на отвореноста на институциите или ги притискаме институциите да бидат што е можно потранспарентни, е всушност како и граѓаните да ги мотивираме да ги користат придобивките во целиот тој процес на отварањето на институциите. Знам дека Метаморфозис е особено активна и во помагањето и на невладините организации, нели, да изготвуваме бази на податоци, да ставаме што е можно повеќе информации на увид на јавноста, дали од областа на здравството, значи во области кои директно го допираат квалитетот на живот на луѓето, меѓутоа немам чувство дека граѓаните до крај ги користат сите тие можности. Дали мислиш дека можеби во следниот период еден од предизвиците со кои ние треба да се соочуваме е освен тоа, нели, да следиме и да го мериме, да мериме отвореноста на власта е како и да ги мотивираме граѓаните да бидат што е можно поголеми корисници на алатките кои ние ги изготвуваме. Па, да, мислам дека предуслов за граѓаните да ги користат и алатките од кои што ги нуди владата, но и невладиниот сектор е навистина тие да бидат сензибилизирани за важноста на нивното учество, а тоа може само да се направи со поголема отвореност и на властите, бидејќи властите за кои што ваквиот диалог е неконсеквентен, кои што го игнорираат инпутот, доведуваат до апатија, бидејќи граѓанинот, испоред наши други истражувања,
би бил поактивен во јавната сфера, доколку тоа има некои последици. Односно, во претходниот период, според нашето мерење, направено во рамки на сервисот за проверка на факти, еден од факторите кои што влијаеше на тоа граѓаните да не се вклучат во вакви процеси, беше стравот. Околу 25% од испитаниците кои што беа прашани како вие би влегле повеќе во дискусија на темата медиумска отчетност, беше ако нема да трпам последици. Тоа е поразително за едно општество и мислам дека тоа владење на страв во овој период беше на некој начин отстрането, бидејќи гледаме дека во многу ситуации граѓаните дури кога неформално реагираат на нешто што сметаат дека е недостаток на властите, како Facebook, Twitter и слично, имаме неколку случаи кај што сме имале реална промена на дадена одлука или враќање. Сега не би сакал да кажам, ние немаме сеопфатен системски момент во овој систем, но имаме конкретни примери во кои што тоа се случило. И тоа е многу различно од претходниот период. Она што можем да кажеме дека не е доволно само да се има политичка волја на највисоко ниво, каква што имаме, туку многу зависи и од структурата на самата администрација, дали и луѓето кои што се во самите институции, и тоа е веројатно предизвик и за политичките лидери, се спремни да ги имплементираат, да ги спроведуваат тие промени, или пак и дали тие со тек на време ќе усвојат организацијска култура на отвореност и спремност за комуникација со граѓаните. Мислам дека може и колегите што го вршат мерењето да ме дополнат, но ние во текот на ова мерење, на мерењата, испраќаме прашалници по имейл до институциите, меѓу кои што и судската власт и така натака, обвинителства, судови. И во ситуација кога ги испраќаме по имейл, значи по дигитален пат, кој што е наједноставен за граѓаните, добиваме многу помал степен на одговори, отколку ако се пратат по оној формален, официјален пат на хартија. Затоа во некој случај ние мораше, за да се добијат одговори од некои институции на пониско ниво, да се праќа и на хартија, што е на некој начин враќање во минатото, но така функционираат одредени носители на одлуки на пониските ниво. Заради тоа, со минатото мерење, Македонија беше меѓу најслабите во регионот, со едно 51% исполнетост на индикаторите, но очекувам дека стварно тоа може да се промени само со реални промени. И ќе видиме како ќе биде во наредниот период. Текот на сигурно дискусијата ќе имаме можност повторно да кажеш нешто ако си пропуштил. Сега би го прашала министерот Манчевски, бидејќи доаѓа прво да кажеме дека не е случајно нели тука, голем дел од активностите кои се однесуваат за транспарентност и отчетноста се организираат или се иницираат токму во министерството со кое управува Манчевски. И слушнавме дека веќе постојат никакви дилеми кои секако и вие во една изјава неодамна ја потврдивте, дека администрацијата се покажува дека нема голем капацитет, меѓу другото и да го следи овој процес на отварање на институциите. Па моето прашање што е тоа што како министер можеби сметате дека треба на кус или на долг рок да се направи во насока на создавање, еве ова што го спомна, ми се допадна зборот Филипа, организацијска култура на транспарентност и на отчетност, а не да биде нешто што вие како министерство го наметнувате како стандард, па да гледаме дека во имплементацијата можеби одредени институции, дури оние врвните да имаат проблеми да го применуваат. Добро, најпрво дозволете ви заблагодарам за поканата. Да честитам 25 годишнината на фондацијата. Јас бев на првиот ден на отварањето на овие настани и еве сега мислам дека вие последен ден денеска. Една лична приказна како јас со фондацијата го имав првиот контакт. Тоа е во далечните 92-93 ги организираа првите под нивно покровителство дебатни клубови. Сум некав младинскиот образовен форум дека ги организираше тогаш во Јосип Броз во гимназијата. Јас никош не учествував, ама редовно бев у публика. После у политика. Јас се разборев подоцна, значи тогаш само слушав како треба. Бев само еден така млад комуњар, за мене тоа е комплимент, не е навреда комуњар. Ама
Тоа беше зародишот за кој што подоцна веројатно ме насочи да се интересирам уште повеќе за политиката. И само кратко за тоа, честитки уште еднаш за јубилеот и се надевам дека уште многу вакви ќе прославувате. За оно што го зборуваме, пред се, че не може може, ама не е добро, транспарентност со закон. Така. Регулираме. Ама ние се доведуваме во таква ситуација. И сега идеме и се бркаме по институциите, кој објавил, кој не објавил, во право сте со овие бројки. Имаме проблеми околу ингеренциите. Ние можеме само да наметнеме пазите, ние донесовме одлука на влада за објавување на овие 21 документ, значи одлуката е за да институциите го почитуваат законот. Мислам, контрадикторна одлуката, ама мораше и тоа да се донесе. Не сум само јас и тоа ја покажува посветеноста на оваа влада колку високо ни е ставена транспарентноста како стратешка определба. Имам и колега министер кој што е задолжен за комуникација, транспарентност и отчетност, кој што навистина и креира некои од овие политики и после не следи што правиме и ние другите. И гледате, веќе имаме одредени резултати, согласувам дека треба многу повеќе и пак ќе кажам, го немаме механизмот како да им наметнеме и на локалните власти. Не е локалната власт по никакви ингеренции на централната. И се работи за политичка култура, за еволуција, за сензибилизација, како процес кој што јас поминав. И заради ред на нешта во последните неколку години, ја искрено зборам, ги немав овие ставови до пред 4-5 години, не мислев дека толку е битна транспарентноста. Ама со текот на времето, со текот на комуникацијата со луѓе дури од невладен сектор, но и со откако видовме кои бенефити на нас како политичари ни ги носи отвореноста на податоците и транспарентноста, станав силен поддржувач на овој концепт. И пазите, дури од многу себичен аспект може да ја гледам работата. Многу ми е полесно однапред да се консултирам со заинтересирани страни и граѓански организации, да објавам секој да види што сака да каже, па да ја донесам одлуката, отколку да ја донесам одлуката, па да се бркаме после да го убедувам во нешто што не е според вас така. И чиста е за мене одлуката. Дали сите, дури мои колеги, го имаат сватен ова? Не. И не секогаш, делимично. И кај нас е и внатрешен процес на едукација, на објаснување и така натака. Има транспарентноста, зеде и еден нов замав. Односно, одиме ние сега од една во друга крајност. Ние во Министерството прилично мислам дека сме веќе отворени, на пониските нивоа треба да работиме, но преголемата транспарентност и веќе почнувањето на, ја би рекол, зародишот на владењето на правото во Македонија, доста од одлуките ги кочи. Значи сега, кога ќе седнеме со вас на кафе, ако не дај Боже платам од службената картичка, сите ќе знаат, така да го седнеме, вие частите болje. Или ја од мој приватен джеб, само немојте од службена картичка ништо. Меѓутоа, голем дел од колегите име страв да подпишуваат одлуки. И имаме многу мал процент на реализација на капитални инвестиции од буџетот. И сега ние во јавност ќе збориме, окей, се и овде пред јавност, дека ова или она се причините. Не, ова е причината. Причината е дека луѓето сега проверуваат по 58 пати било што пред да подпишат. Дури се зезавме на време, нели, се оди во затвор како што оди во кафана, па почна. И сите многу внимателно пристапуваме кога било што подпишуваме и носиме, особено во делот на трошење на јавни пари. Но така треба да биде. И мислам дека силно го поддржувам овој процес, затоа што ние ќе поминеме, ќе си го прегрмеме тоа, ќе престрашиме, но поставуваме, мислам, стандарди кои што никоја следна власт нема да може после се врати назад. Затоа што едно е кога луѓето немале пристап, а друго е кога веќе ќе им даете па ги ограничите. Тоа е веќе проблем. И луѓето знаат до што се имаат пристап. И знаете како, не е граѓаните имаат право на информации, тие информации се на граѓаните. Тоа се нивни пари, тоа се нивни институции, тоа се нивни документи, тоа се... Нема што да воопшто зборуваме на таа тема. Но тоа е нивниот инструмент, оружје, да се борат за одговорна власт.
Ако ги немаат информациите, многу се ограничени во однос на тоа што може да го кажат и аргументирано го кажат, за да некој предизвика некаков резултат. Ја силно верувам во, и тоа ми е мојата професија, и го раководам и тој дел на Министерство, значи не е само администрација, и туку информатичкото општество. И навистина сметам дека, како што дигиталната трансформација ни ги смени животите на сите, сега сите зјапаме по цело време телефон, се колку е убаво тоа, друга работа, ама сме поинформирани. Го смени начинот на кој што се води бизнис. Дигиталната трансформација дефинитивно следно што треба да смени се институциите. И тука дигитализацијата многу може да ни помогне во отвореноста и многу може да ни помогне во спречувањето на корупцијата. Како? Денеска никој политичар не може да каже дека немал шанса, време, опција да се консултира. Ако сакаш има механизми, социјални мрежи, ЕНР, што сакаш денеска. И основната консултација, барем онлайн консултација може да направиш. Ако веќе навистина нема време, кратки се роковите за било што. Така да тоа оправдување веќе го нема. Од вториот аспект е дека, и да не се лажеме, една од најголемите проблеми во администрацијата и зошто некои податоци не се отвараат е корупцијата. Како, кој е најдобриот механизам за спречување на корупција? Може некој ќе се согласи со мене, може некој не. Елиминација на човечкиот фактор. Автоматизација и дигитализација. Машини не се корумпираат. Мислам, има како, ама многу е потешко. Тука Филип може повеќе да каже од мене. Ама, навистина во нашево општество и во нашата состојба со администрацијата, каде што ни треба сериозна реорганизација, работиме таму, не зборам, 3 дена ќе збориме со тоа. Навистина сметам дека дигиталната трансформација на институциите ќе доведе до многу поотворени институции, многу поодговорна власт и така натака. И тука гледам сериозна шанса за инвестирање и од страна на институциите, но и од страна на невладиниот сектор, да отвараме нови алатки со кои што ќе ги приморуваме сите да ги отвараат своите податоци. Јас само ќе наведам неколку работи, ако ми дозволите, кои што ги направивме до сега, кои што се надевам дека ќе ги сменат бројкиве, уште повеќе, и неколку кои што сега во следниот период ќе најдат. Значи, прво го укинавме владиното рекламирање на медиуми. Пари од владата кон медиумите за пропаганда не одат веќе. И се тоа може да има во некои ситуации контраефект. Ние правевме фокус групи пред некое време, колку нашите пораки продреле до граѓаните. Не баш. Иако сме обвинети за силен пиар. Не се дават пари за реклами, немаме агенции за рекламирање. Единствен начин на комуникација со граѓаните ни е пресконференции, јавни настапи и нешто преку социјални мрежи. И кога направивме анализа за ние што мислиме дека планот 369 го знаат од Галичник до Брисел, испадна дека едва и 10% од граѓаните слушнале за планот 369. А не знаат што е тоа. Поима немаат. Меѓутоа, одредена, повторно, ќе кажам, култура која што здаваме, која што мора да продолжи понатака. И го нарекуваме демократски комуникацијски сервис, затоа што не употребуваме никакви јавни средства да комуницираме со граѓаните. Тоа што е на располагање, тоа. Имаме редовни владини пресконференции, значи еднаш неделно владиниот портпарол и брифинзи одржува на било која тема, контакт со новинарите на било која тема што ги интересира. Редовно учествуваат сите представници на институциите, на јавни дебати и во медиумски дебати. Отворени имаме дебати за сите закони пред да тие воопшто дојдат на дебата на ЕНР или да влезат во владина процедура. Редовно се објавуваат и дневните редови и записниците од седниците на влада, што не беше случај до сега. Овие 21 документ кои што веќе ги зборевме, па ќе кажам, ова се законски обврскани институциите, но сега не се правило. Договорите за случајни јавни набавки се објавуваат пред да стапат во сила. Значи се подпишува, се става прво на веб страна, после стапува во сила, и тоа е правило што го введовме. Службени трошоци на министри, тоа зборевме, кафе нема од мене. Граѓанскиот буџет. Навистина ми изненади ова, сигурен сум точна информација, дека буџетот за 2018 не е објавен, и тука, знаете што е сега тука е она следењето на имплементацијата. Го објавиле за 2017, кога
следевме ги, теравме да објават, и сега никој не гледа дали за 2008. Ама свесноста на институциите мора да е на повисоко ниво. Не треба ја или не знам колегата Роберт Поповски, не знам кој да ги следиме. Ќе треба некој време, ама самите треба да си го чувствуваат тоа како природна потреба. Декласификација на информациите. Ние размислуваме на поинаков начин. Значи, обично до сега беше прашањето во Македонија во институциите кои документи и информации да се објават. Ние викаме обратно, правиме анализа што е тоа што единствено не треба, не сме да се објави заради национална безбедност. Се друго треба да се објави. Се е јавно. Пак ќе кажам, документите, информациите, средствата припаѓаат на граѓаните. Ама имплементацијата иде полека, затоа што во голем број од институциите, ако ни администрацијата толкава, не постојат ни човечки капацитети, најосновни технички човечки капацитети, кои што може ова да го прават. И тек ќе сочиме со тој проблем во иднина, ама тоа е друга тема. Го зголемивме рокот за коментирање на ЕНЕР на предлог законските решенија од 10 на 20 дена. Бесплатни се услугите на Централниот регистар и на катастарот за истражувачко новинарство, значи за новинарите. И сега, што следува? Измени во законот за пристап до информација од јавен карактер и една од барањата на граѓанскиот сектор е скратување на денот за одговор од 30 до 20 дена, на 20 дена, и таа препорака е веќе влезена во предлог законот. Значи даваме еден пример како ќе гледаме пореспонзивни да сме. Ќе изработиме адресар на граѓански организации во соработка со NDI, каде што ќе имаме целосно инклузивен и неселективен пристап за да имаме и категоризација, за да ние знаеме да ги повикуваме сите, да не пропуштаме никој граѓански организации релевантни за одредена тема кога дискутираме на одредени поспецифични теми. Отварањето на податоците го работиме и преку сосема нова стратегија за отворени податоци, која што ја работиме во соработка со британската влада и нивниот модел, и можам да најавам дека многу скоро, веќе во август, ќе го пуштиме во потреба новиот национален портал за отворени податоци, каде што многу повеќе, би рекол, бројки, анализи, конкретни информации ќе бидат достапни за граѓаните и особено за, ја го викам, аналитичкиот капацитет во граѓанскиот сектор. И тука ќе завршам да не ложам многу. Навистина сметам дека партнерството помеѓу институциите и граѓанските организации е нешто што мора да го сега воспоставиме прилично силно за да продолжи понатака да функционира. И пак од себичен аспект. Во институциите имаме многу ограничен капацитет за анализи, за истражувања, па може би време и можност да седнеме и тоа да направиме. А постои сериозен капацитет на располагање во граѓанските организации. И затоа сметам дека ова партнерство, но кое што единствено возможно ако се достапни информациите за граѓанскиот сектор, е она што ќе користи на Македонија, особено во следниот период каде што очекуваме почеток и на преговорите со Европската унија. И ние навистина, јас сум сериозно загрижен, секаде го зборам, не е тајна, за капацитетите на институциите. И тука сериозно ќе ни треба поддршка со граѓанскиот сектор, за да сите заедно успееме да направиме нешто подобро. Ви благодарам. Прашања. Сега би дала збор на единствениот панелист кој не е од Република Македонија и не случајно го оставив за крај Дарко Бркан, бидејќи мислам дека имаат многу интересен, да кажам, модел на вклучување на граѓаните и нивно директно влијание врз законската регулатива, што во Македонија до сега, мислам дека многу добро ја познавам нашата, да кажам, сцена, така да немам илузии дека во Македонија такво нешто никој не направил, па може би ова добро искуство во иднина и ние да го примениме. Станува збор, значи, за веб платформа која се вика Јавна расправа. Сега ние можеме и да ја вклучат, јас овде на лаптопот веќе ја имам, да ја погледнете каде што се овозможува всушност на граѓаните директно да коментираат предлог закони кои се влезени во собраниска процедура и директно да воспоставуваат контакт со претениците и да иницираат некакви, да кажам, промени директни. Повелете, Бркан, неве практично кажете ни како ова функционира. Prvo, dobar dan svima. Organizatori kad su čuli moj izraženi bosanski akcenat i brz način govorenja, zamolili su me da pričam na engleskom. Pa ću nakon ovog kratkog testa prevodioca nastaviti na engleskom. Basically, I mean, these are the downsides of actually
having read Зборуваме за негативните работи кога за регионална соработка. Јас сум еден од последните говорници и веќе се е кажано за тоа што го зборувавме во ситуацијата во врска со отвореноста и транспарентноста на властите. Значи, во основа, на она што сакам да ја фокусирам мојата интервенција е основната премиса на представителна демократија. Најпрво да дадам краток вовед на ова. Технологијата која што ја користиме и пристапот кон интернет го има променето не само начинот на кој што ја користиме технологијата, но исто така искуството на корисниците во животот. И заради тоа дефинитивно го имаме променето начинот на кој што се однесуваме кон политиката. И заради тоа би сакал да кажам дека учеството стана основен начин за живот на луѓето. И заради тоа, кога треба да се организираат учесници од граѓанското општество и во се што правиме, и во се што властите прават. И мислам дека во основа дури традиционалните модели на на репрезентативна демократија го представуваат искуството на корисниците на јавноста и на традиционален начин. Традиционалните методи веќе не се доволни за корисниците, исто како и традиционалните медиуми кои што ги сметаме дека се дел на јавниот дискурс. Само погледнете околу нас. Ако погледнете во движењето 5 звезди во Италија и сите други движења кои што се случиле во неколку години и многу од политичките партии станале најсилни само заради граѓанска партиципација. Например, во Босна се обидовме неколку пати да имаме нешто кое што ќе го олесни начинот на комуникација помеѓу граѓаните и парламентот или членовите на парламентот, или да имаме нешто кое што ќе биде платформа за да им се даде на граѓаните можност за учество. И ниту една не успеала. Например, предходно имаше барем 3 или 4 платформи кои што постојат, но никој не ги посетуваше и после некој основен преглед на интересот на луѓето не најдовме ништо. И се свативме дека нешто не е во ред. И јас одбив да верувам дека граѓаните или дека членовите на парламентот не сакаат да имаат удел во нешто вакво. И ова најголемиот проблем беше искуството со корисниците. Никој не сака да зборува за закон за кој што не го разбира. Никој не сака да комуницира со парламентот или не знае како да комуницира со член на парламентот доколку не знае за што да му зборува. И не, членот на парламентот ќе учествува на платформа каде што ќе мора секој ден да оди и да запомни многу комплицирана лозинка за да дојде всушност да има пристап до платформата. А членовите на парламентот не сакаат да зборуваат за ништо што не го сметаат за безбедно. И ние кога ја дизајниравме оваа платформа го зедовме се ова предвид. Што е јавна расправа? Јавна расправа е платформа која што ја олеснува комуникацијата помеѓу граѓаните и членовите на парламентот за легислатурата и за законите кои што се всушност во моментот на расправа во парламентот. Граѓаните сакаат да учествуваат во нешто кое што се дебатира во парламентот заради тоа што ќе имаат некакво влијание врз процесите на донесување одлуки. И сега, например,
зборуваме со членовите на парламентот кои што имаат расправа по 3-4 дена и граѓаните сакаат да имаат учество во тоа. И вториот дел е дека не сакаат да го читаат законот. Тоа е нешто што едноставно граѓаните не сакаат да го читаат, но сакаат да знаат што ќе промени овој закон. И она што го правиме е ќе прочитаме се што е дел од легислативата на парламентот и го сумираме во 6 до 7 збора и ги нарекуваме специфични политики, затоа што нема само 5-6 збора кои што можат се убаво да објаснат. Меѓутоа, ова им дава шанса на граѓаните да поставуваат прашања на членовите на парламентот, но поентата е дека мора да биде многу конзистентно и напишано на јазик кој што го разбират граѓаните. Треба дека овде има ставен еден од законите кои сигурно биле актуелни, можеби и во моментов, гледаме само тројца, нели, парламентарци. Значи, има избор на парламентарци кои се согласиле да бидат дел од оваа расправа, па вие ги избирате и ги поставувате нив за да можат граѓаните да комуницираат со нив директно? Okay, so the answer to Одговорот на тоа е всушност зошто се само тројца тука, затоа што ги избираме оние кои што се најважни за одреден закон. Во некој случај е председателството на парламентот. Доколку нема специфично тело или комисија која што го предложила законот или доколку нема специфичен клуб кој што го предложил законот, во овој случај како што можете да видите е само председателството на парламентот. И со тоа го леснуваме начинот на кој што луѓето ќе можат да поставуваат прашања и им нудиме први опции, но доколку кликнете на постави прашање, можете да прашате било кој парламентарец за било кој дел од законот. Од страна на парламентарците, што направивме? Всушност, најпрво можат да го одговорат секое прашање само преку одговарање на имејл. Во некој случај дури се пренасочуваат на приватниот мејл на корисниците кои што го поставиле прашањето. Но факт е дека тие треба само да одговорат на имејлот и одговорот веднаш ќе се објави на веб страницата, што значи дека никогаш не мора да ја посетуваат веб страницата за да учествуваат во неја. И тоа е полесно за нив. И уште нешто што е полесно за нив е дека секое прашање е модерирано. Ништо што е надвор од нивниот скоп на работа нема да биде вклучено во прашањето. И секако, можеби ќе има некои прашања на кои што не сакаат да бидат прашани или нема да се чувствуваат удобни да ги одговорат и заради тоа ние се држиме до работата на парламентарците и до прашањата кои што се безбедни за одговарање. Технологијата и социјалните и политичките фактори вклучени во платформата ја прави оваа платформа успешна, бидејќи веднаш имавме одговор од парламентарци и во првите 2 месеци имавме преку 500 прашања од граѓаните и многу од нив беа одговорени. Во овој момент не сакам да влегувам во структурата на Босна, во државната структура на Босна, но да речеме дека многу комплексна. И го следиме државното ниво, парламентот и имаме околу 400 парламентарци. Во парламентот и во моментов има повеќе од 40% од парламентарците кои што активно се вклучени во платформата и одговарат прашања на граѓаните. И да бидам искрен, нема поделба меѓу партии, не изгледа како ова го прави опозицијата, ова го прави власта и слично. Од секоја партија има луѓе што одговараат и што не одговараат. И што е исто така многу важно за парламентарците е дека за поголемиот дел од нив, не знам како е во Македонија, но во Босна, во поголемите партии има само неколку луѓе кои што се видливи за јавност, а другите парламентарци многу ретко излегуваат во јавност. Што значи дека нивните веб страници на платформата се појавуваат на Google и меѓу
5 те први одговори кога нивното име ќе се напише. И ова е едно од ретките места каде што се всушност јавно достапни, каде што може да им се пронајде името. И тоа е особено важно за парламентарците кои што не се многу вклучени во јавноста. И тука имаат можност да дебатираат за работи за кои што не им пречи да дебатираат, како например моменталните закони кои што поминуваат дебата во парламентот. За да бидеме успешни, сега во моментов имаме десетици илјадици граѓани кои што зборуваат за секој закон кој што го ставаме на платформата, и имаме десетици илјадници граѓани кои што се заинтересирани да поставуваат прашања, и во последно е многу активно користењето на тутун, и имавме многу активни граѓани кои што поставуваат прашања за тој закон затоа што сите се загрижени за тутунот, но сметам дека има работи кои што се многу важни. Но поентата е дека граѓаните сакаат да учествуваат и да бидат дел од таква платформа, но од друга страна, доколку им овозможите безбедна средина на парламентарците, и тие можеби нема да ја разберат ова потреба за учество, и кај нас демократијата всушност умира, но сепак разбираат дека може да имаат лични бенефити од тоа што ќе учествуваат во платформата, и сваќаат дека не е толку тешко да бидат дел од ваква платформа. До сега исто така имаме овозможена платформа да се спроведува и во Албанија, затоа што тие исто така го представија новиот парламент неодамна, и гледаме да го сакаме да ја прошириме ова платформа и надвор од Босна, затоа што како модел очигледно функционира добро, и доброто во врска со оваа работа е исто така дека имавме долг период за да размислиме за платформата и да ја дизајнираме. Си зедовме цела година само за да ја изградиме платформата и потоа да ја направиме јавна. А не го правевме тоа само со објавување, предходно да ја обмислиме. И бидејќи е направена во 2014, веќе се стари вести, и треба да го смениме дизајнот. И сакам да заклучам со ова дека искуството на корисниците се менува од месец во месец. И за да бидете, треба да бидете многу прилагодени на Facebook и на социјалните мрежи, затоа што единствениот социјален медиум во Босна и Херцеговина е всушност Facebook. И кога сакате кога би сакале да ја објавите својата порака, треба да одите каде што се луѓето. Не одите пред вашата куќа, туку точно во центарот. А во моментот центарот во Босна е Facebook. И доколку ова не е лесно споделливо, нема да функционира. И ние работиме на подобрување на тоа, и за 2 години можеби ќе биде поразлично, и мора да ги менуваме работите веднаш штом се случат, и тука го имаме предвид искуството на корисниците. Тоа ќе биде се од мене. Благодарам. Да направите една ваква платформа, ќе се согласат, верувам, и присутните. Всушност постојат и кај нас, а тоа е онаа пасивност и отсуство, да кажам, на пратениците од јавната сцена. Ние имаме многу малку и кај нас во нашиот парламент активни пратеници, па и тешко, и мислам дека дури не постои, би рекла, таа некоја директна комуникација меѓу граѓаните пратениците, и мислам затоа и реков дека ова е интересен концепт кој може би треба да се промени, бидејќи кај нас во моментот постои она, не знам, верувам сите знаете, ЕНР платформа, каде што секоја државна институција е должна како предлагач на закон, дали е во нацрт фази или во предлог закон или некакви измени иницира, да ги стави на ЕНР и на тој начин на јавноста пошироко да ја овозможи да го прочита законот. Меѓутоа ми се допадна коментарот на Бркан што рече дека граѓаните не сакаат да читаат закони, навистина за нив се комплексни, и било кој ако има искуство на ЕНР може да заклучи дека навистина малку коментари има. Еве, ние работиме во областа на јавните набавки како организации, беше разочарувачки
случаи кога видовме на крајот, бидејќи коментарите на било која засегната страна, дали е граѓанин, бизнисмен или некој од стопанските комори, очекувавме дека ќе има безброј, да кажам, коментари на таа прва нацрт верзија на Законот за јавни набавки, меѓутоа имаше неколку од кои јас би рекла и од тие неколку што беа во суштина беа многу лоши и неквалитетни. Значи и ние пак ќе кажам како јавност не придонесуваме кон креирање на една атмосфера на користење на транспарентност и отчетноста на институциите за да создадеме сите подобар квалитет на живење. Пред да ви дадам да се подготвите, еве ќе ви дадам време да видите дали сакате некој од панелистите да ги прашате нешто или можеби да искоментирате нешто што тие кажале, бидејќи во агендата можевте да видите дека новинарката Сашка Цветковска требаше да ни се придружи, таа од објективни причини го откажа своето доаѓање, но јас сакав со неа и со министерот да отворам една тема околу едно од барањата кој беше наведено во блупринтот беше дека всушност поранешната власт во голема мерка го злоупотребуваше класифицирањето на информациите и сето она што можеби не сакаше да го дознае пошироката јавност, а новинарите го бараа како документ или информација, го прогласуваше за класифицирана информација. Во блупринтот едно од барањата е всушност да се направи ревизија на сите тие на ниво зборам институција, на ниво на секоја поединечна институција, да се види кои информации и документи биле така класифицирани и оние што необјективно или незаконски било направена некоја нивна заштита, да бидат отворени и објавени од институциите. Дали е иницииран овој процес или можеби е планиран и одложен за некој следен период. Повелете. Добро, јас веќе кажав, ние донесовме одлука, без дури да правиме анализа, една од првите одлуки беше целосна декласификација на сите документи, одлуки кои што ги носеле предходно, освен оние кои што рековме дека имаат, не знам, може да влијаат на безбедност на државата и така натака. Сосема ни обратна логиката на која што размислуваме. Значи ги гледаме само неколкуте документи во било која институција, во некој институција ни еден, кои што треба да бидат класифицирани. И тие се веќе декласифицирани. Дали се објавени? Не се. И сега знаете, пак ќе кажам, тука доаѓа до свесноста и на бил интересен момент да се види што е тоа што се криело во таа смисла. Да, мислам, секакви случаи ќе најдете, но да, тие информации се достапни и може да ги добие сега било кој заинтересиран граѓанин. Она што е следен чекор е да се обидуваме сватете, имаме многу ограничени ресурси и капацитети. Ние треба едва имаме капацитет да објавуваме ние што произведуваме како одлуки и документи. Враќањето назад на објавување на тоа што е претходно прара дополнителни уште капацитети. Пример ќе ви дам. Инспекцијскиот совет, на пример. Го сметаме за институција која што ете порано сееше страф на институциите. Во инспекцијскиот совет има 7 члена, секој за различна област која што ја надгледува, има вкупно 8 вработени служба. Што се шофер, кафекуварка и појмене. И нема ниту еден IT. Мислам, ни IT писмен нема, не па IT човек. И од оваа институција треба да очекуваме прилично да произведува документи што се објавуваат во јавност. Не постои таков најосновен капацитет. Од друга страна, нели, небулозата дека сме превработени, ама ние сме превработени во администрацијата таму кај што не треба и имаме големи недостатоци таму кај што треба. И сега тоа е предизвикот. Тоа е причината зашто се уште некои информациите, и верујте ми само тоа е, не го виделе светлото на денот, зборам јавно да бидат објавени. Но апсолутно, прво ве уверувам и ве охрабрувам да ги барате, ако не ги добиете, тоа веднаш да го пријавите, за да може и надлежните институции и да реагираат. Со новиот, пак ќе кажам, измените на Законот за слободен пристап на информации, доста работи ќе се ослободат, ќе се либерализираат и ќе бидат полесни пред се за граѓаните, зашто не е само енер дека не е баш едноставен и постапката за добивање и во хартија на информација не е баш едноставна, како што и да признам дека и новиот портал за отворени податоци нема да е наедноставен за било кој граѓанин. Значи не се работи за веб страна во кој што ќе се читаме документи и сите кои што сака. Тука навистина ќе треба бидат потребни минимум знаења за да во тоа море на бројки, анализи, графикони и така успее да се извади релевантниот податок, пошто ќе бидат објавувани на ниво на метадата, значи нема да е така едноставно. Меѓутоа, се што е во
насока на подобрување, апсолутно сме спремни да прифатиме предлог или сугестија и пак ќе кажам, и сосема сте во право, треба да постои иницијативност и од страна на, не мора граѓаните, треба да си бараат информации, ако не, веднаш да се реагира, за да можеме и ние да превземеме мерки. Дали некој од присутните од публиката, прва, вие представете се за да знаеме, повелете. Добар ден, моето име е Марија Мирчевска, доаѓам од Фондација Отворено општество. Моето прашање е за министерот. Предуслов за остварување на правото да пристап до информација од јавен карактер и предуслов за отварање на податоците е вие да имате податоци. Односно институциите да генерираат податоци кои подоцна може да ги отвараме, односно можеме да бараме пристап до нив. Освен регистрите кои што се очигледно законска обврска за институциите и дополнително одредени информации кои што се должни институциите ги генерираат врз основа на нивните надлежности, некако како да ми недостасува систем кој го уредува начинот на кој што се продуцира административна дата, административни податоци. Не зборуваме за статистиката на Државен завод за статистика, туку на статистика и аналитика која што продуцираат институциите во текот на своето работење. Па моето прашање во таа насока, како да го напредиме фондот на информации кои што го продуцираат институциите и дополнително како да го напредиме квалитетот, односно да продуцираат информации кои што нас би ни биле корисни понатаму да ги земеме и да ги доработиме, да ги доанализираме. Благодарам. Благодарам за прашањето, Манчевски. Токму новата стратегија за отворени податоци го адресира ова прашање и новиот национален портал за отворени податоци, значи сосема сте во право, не продуцираат. И сега една од одлуките во оваа стратегија и согласно новиот национален портал е ќе имаме дезигниран офицер за отворени податоци во секоја, особено да вие поважниве институции. Па ќе кажам, во инспекцијски совет нема кој компјутер да уклучи па отворени податоци, ама работиме на тоа, на надградба на капацитетите. Имаме список, ние ги викаме приоритетни институции, од кои што граѓаните најмногу нормално бараат информации, тие ќе се прв бран. Како што и со 21 податок тргнавме од министерствата, документ, па се спуштивме на 56 дополнителни институции кои што најмногу комуницираат со граѓаните, па после ќе одиме и до, не знам, Заводот за нуклеарни технологии. Постои, ама нема вработени. Па формално на хартија имало. Меѓутоа, повторно ќе кажам, да не очекуваат граѓаните, кога тоа ќе убаво све склопено, раскажано, ќе биде метадата, ќе треба малце ипак познавање за да се работи со тие документи, меѓутоа од страна на институциите веќе ќе е структурирано, ќе знаат што мора да го објавуваат, на каков начин, како да ги пакуваат тие документи, ги си има задолжен човек во секоја институција за оваа работа. Ниот. Сабина овде. Да, извинете. Извинете, повелете. Лијана Петова Илиевска, Фондација Метаморфозис, координатор на проектот Action C, кој што беше пред малку споменат. Имам неколку коментари, на крај би било прашањето. Како проект кој што произведува резултати во однос на мониторинг, односно следење на државните институции, навистина имавме доста можност и, да речам, отвореност да разбереме како функционираат државните институции не само на национално и локално ниво, ами и парламентот. Нешто што сакам да се надоврзам со она што Дарко го зборуваше претходно. Придонесуваме во однос на отворено владино партнерство, нешто што и самото министерство е носител на стратегијата за отворено владино партнерство и во таа насока ги искажавме нашите, да речем, сомнежи како и колку функционираат пратеничките канцеларии, имейл адресите на пратениците, со тоа што имено Action C во рамки на своето работење има и субгрантисти и направивме една финта, да не речам, или индикатор колку функционираат мейл адресите на пратениците, од она што беше направено како policy paper во насока на намалување на корупцијата во државата, беа изготвени препораки за пратениците кои што требаше да донесат измени на законот за државното тело за борба против корупција и ги испративме на мейл адресите на пратениците. Доста од тоа ни се вратија назад, а со контакти со нив рекоа дека воопшто не ги ни добиле. Така што навистина не знаеме каков е пристапот на граѓаните до пратениците кога немаме соодветни мейл адреси кои што функционираат.
Од друга страна, истото го направивме и со државните институции. Мониторингот го спроведовме, барем така се договоривме во рамки на партнерите со 6 држави во регионот, да го испратиме на имейл адресите, на оние инфо контакт адреси кои што се оставени на веб страните на сите државни институции, на министерства. И буквално добивме одговор, најголем процент на респонзивност добивме од владата. Тоа е веројатно затоа што владата на високо стратешко ниво го препозна моментот кога може, треба да покаже висок процент на транспарентност и отчетност, па дури не повика во владата на презентација на она што значи препораки од Action-C, но сметаме дека тоа само е одлука на влада и еден стратешки пристап кој што ни обезбеди одговор од сите министерства, но не е култура на работење во сите државни институции, ниту пак во министерствата. Затоа што со самите одговори кои што ги добивме на прашалниците, во голема насока ни недостасуваа одговори во делот на тоа колку и како се спроведуваат и дали воопшто се спроведуваат едукативни активности на темите транспарентност, отвореност и отчетност. Оно што сакам да го напоменам е всушност дека отвореноста, отчетност и транспарентноста не треба да ни се случува во рамки на институциите. Најпрвен треба да ни се случи надвор, веројатно затоа што кога се решивме да го испратиме прашалникот и да испечатиме допис, знаејќи како функционира државната администрација, по пошта, добивме и тоа на лично име назначено до директорот или до министерот или до носителот на јавната функција во рамки на институцијата. За многу брзо време добивавме телефонски повици, мејлови во кои што бара директна средба за да објасниме што е тоа сега што е пратено, каде ќе бидат објавени тие резултати, зошто до сега не сме испратиле. Кога ние кажувавме дека тоа се испраќани прашалници по мејл адреси, добивме одговори дека многу од тие мејл адреси или не функционираат, или ги гледаат некои луѓе кои што, ете, за жал сега веќе не се на тие работни позиции, или пак некој го испечатил, ама не го доставил каде што треба и така натаму. Многу оправдување за, да речам, многу голема цел која што на крајот од денот ќе има многу негативни резултати за сите нас. Да го искористам и резултатот од грантистот во Србија, кој што изработи една веб страна, чисто информативно, за тоа како гласал вашиот пратеник. Имавме убава онлайн платформа во која што собрале податоци за пратениците од вашето локално место, со наназад биографија, односно извадоци од записници за тоа како гласал, за кој закон гласал, дали гласал воопшто, дали бил во собранието кога тој закон се разгледувал и така натаму, што е уште една многу убава алатка која што ја посочивме за отворено владино партнерство. Ми е драго што министерот напомена дека постои страф и дека 58 пати се прегледуваат документите пред да се потпишат. Како беше стравот го чува лозието, но пред се еден индикатор дека одиме кон некоја ниво на одговорност, бидејќи самиот потпис носи одговорност пред се, не само отчетност и транспарентност, туку одговорност кон она што се потпишува и зашто се потпишува. И веројатно прашањето би ми било да ја покренеме малку повеќе транспарентноста на едно повисоко ниво. Кога мислите дека систематизацијата на работните места во државните институции ќе биде јавно објавена или ќе има можност да го види светлото на денот? Повторно ќе напоменам една многу убава иницијатива од Србија, од грантистот Србија. Имаат објавено јавни податоци за тоа каде, во кое локално место на територија на Србија има, и тоа преку Министерството за образование и наука, каде има слободни работни места за професори и наставници по секој предмет. Така што тоа веќе размислува и носи размислување во насока на една економска миграција. Ако еден професор знае дека има слободно работно место во Гостивар, а тоа е јавно објавен податок, тогаш на сите ни го зголемува квалитетот на живење и можноста да го развиваме и демографски регионот, односно државата. Благодарам. Благодарам. Добро, ние првиот чекор мислам го направивме со тоа што се објавени имиња, презимиња, контакт адреси, телефони на сите вработени.
по министерствата и по институциите. Систематизациите, најмал проблем, тоа може веднаш да биде следниот чекор што да се каже да се објават. Колку на граѓаните ќе им користат, не знам, меѓутоа тоа апсолутно не е таен документ. Дел се некои објавени, на министерствата барем се објавени, надолу по институциите не се, веројатно не сите. Ние исто така поседуваме и информатички систем за управување со човечки ресурси, за кој што граѓаните платиле 2.143.000 евра пари, кој што информатички систем прво не ја дава бројката на вработени. Значи, кога побарале системот, кога го дизајнирале, ова не им било важно. Прави секакви видови на анализи и така натака, но исто така нема опција да тие анализи, тие податоци лесно се експортираат и се објават јавно. Работиме на оправање на таа ситуација, технички е проблемот, техничко-финансиски проблемот, и верувам дека до некаде септември-октомври ќе можеме веќе на автоматизиран начин, и се враќам на што го зборев претходно, во дигитализацијата, во автоматизираните процеси верувам, отколку дека треба да го задолжиме еден кој што ќе објавува цело време и проверува, ќе имаат пристап граѓаните и до вие малце по-детални информации. Што не се од вакви примери како, не знам, слободни работни места во училиштата во Србија. Искрено, сигурно не уследните 3 години. Да не забравиме од кај доаѓаме. Доаѓаме од состојба кај што не беше забрането да се знае фиксниот телефон у кабинетот на министерот. Ни треба време. Ако одиме на секогаш ќе најдеме пример каде што нешто нема и ни фали. Ама ни треба прво посветеност, второ да сакаме тоа да го правиме, а оваа влада конечно сака тоа да го прави и одиме чекор по чекор. И ќе ни треба време, апсолутно ќе ни треба време за да успееме да стасаме секаде. Зашто не само свесноста на дел од институциите, и свесности на вработените, еве самите примерот што го кажавте. Тие се навикнати, тие работеле, живееле во една таква администрација, во една таква атмосфера. И нему кога ќе му дојде барање за информација од слободен карактер, он има негативен набој. Прво му е контра, па после чекај. И факт е тоа, не функционираат канцелариите за контакт со пратениците. Зошто не функционираат? Друго прашање. Опозицијата блокираше избор на подпредседатели и буџетски совет, така. Сега ги профункционираат. Мејл адресите или се сменети, или се тие пензионирани, како што сега во нашето министерство, единствената која што беше задолжена за пристап до информација од јавен карактер, оди у пензија жената. Значи за се еден човек. И 10 кои што не знаеме зашто. И оние кои што евентуално ги отвараат и имаат пристап, имаат задача да одговараат, ајде да не, друго време доаѓаат. И јас се соочив со небулозна ситуација кога не граѓани, премиерот ни побара стратешки планови за министерството. И викам, добро, се нормално нема јас да го пишувам, си имам вработен, викам стратешкиот план го пишувавме, ве молам да се испрати до премиерот, треба да се прави програма нова. И ми се јавуваат од кабинетот на премиерот, вика, све ова фино, ама е за 2016 година. Значи вработени бе, си ја зеле од 2016, си ја прекопирале буквално, не сменили ни датуми. Само насловот е ставен и отишло. Ама на тоа ниво е свесноста и одговорноста на дел, не викам сите се такви, на дел од вработените. И сега тоа е, луѓе, менуваме култура, на политичка култура, основна домашна некојаш култура. Ке трае, ке ни треба и вашата помош и вашето барање, пак кажам, на информации, и директниот некојаш пристап и комуникација, како што ве повикале о влада, за жал на почеток, знам дека не е структурирано, знам дека не е институционално, ќе биде единствениот начин да почнеме сите да се учиме дека не може веќе вака да се работи. Да не узурпирам само една мала паралела, ќе кажам дека навистина и јас од моето искуство и од моето делување мислам дека ќе ни треба многу време. Еве тргам од еден последен тазе пример дека можеби ние знаеме кој министерство или министер
колку кафиња испил и дали платил од службената картичка, меѓутоа организацијата од каде што доаѓам со месеци собира податоци кои се патничките возила со кои располагаат министерствата и општините. Имаме сериозен проблем да ги обезбедиме податоците од сите институции, бидејќи постојано или не достигаат податоците за цената или вредноста, парите што се платени за нивната набавка, година на производство не достига или не достига година, тргнавме на тоа дека можеби е произведено нели порано, а купено на старо, еве да ги антиципираме и таквите ситуации, особено тоа е често на локално ниво, за да видиме, нели, за да можеме да граѓаните да им помогнеме да направат утре споредба и да кажат ако некое министерство купува патничко возило, дали навистина е тоа оправдано или не е оправдано, така и за кафињата. Ние мора да иницираме една конструктивна дебата која ќе ни помогне на сите да бидеме, да кажам, поодговорни. Во смисла дека кафето не е спорно ако е оправдано испиено, ако е испиено на некој деловен состанок, е спорно ако кафето е испиено за приватни цели. Така да во таа смисла треба и предизвикот и за институциите и за нас невладините да направиме селекција што од тие податоци ни треба да биде објавено и со што мислиме дека ќе влијаеме да го извршиме притисокот врз институциите рационално да ги трошат нашите пари, а не постојано се возат, ќе кажам, против пожарни возила од сега си Министерството за правда со возило од 50-тите години произведено, нели? А сигурно министрите се возат во возила еве кои се произведени не постари од 3 години. Значи на секои 3 години нашите министри, и таа традиција продолжува, и директори имаат неколку директори, не сите, на поголемите имаат нови возила. Повеле Миша да не има, ова се долги теми и со многу проблеми, да. Повеле. Благодарам. Миша Поповиќ од Институт за демократија. Мене ми се допаѓа оваа разлика што ја направи министерот помеѓу влада и демократија на некој начин, да го поедноставам, заради тоа што долго години владините алатки, да кажам, се продава како демократија. А кога ќе ги погледнете, тие функционираат подеднакво добро и у Северна Кореја може да функционира, затоа што се всушност работа на дигитализирање на работа на владата и постојано беше кажувано, дополнително треба да го имплементираме модулот за транспарентност, дополнително треба да го имплементираме за отчетност, наместо тоа да е вклучено и интегрален дел од системот. И во таа смисла, исто така, би се надоврзал на оригиналното прашање кое што Сабина му го постави на Филипа, тоа е како да ги мотивираме граѓаните да ги користат отворените податоци. Јас би рекол, од примерите, добрите примери од, да кажам, другите држави, ад хок се тие случаи. Ние не можеме да предвидиме зашто граѓаните ќе се заинтересираат во отворените податоци. На крајот на криштата и специфично е и бара специјално знаење. Меѓутоа, тоа што треба навистина да посветиме внимание е всушност како отворените податоци, значи оние податоци што допрва треба да се отворат, ќе ги користат владините институции. Односно не толку владините институции, туку институциите кои што се институции на надзор на извршната и на законодавната власт. За мене е многу поинтересно кога ќе се ослободат јавните набавки, не само што вас ќе ви се олесни работата во центарот, меѓутоа тоа што се отварат предпоставки јавното обвинителство постојано да има таму некаква сијаличка која што ќе се упали во оној момент кога ризикот од корупција ќе премине некој праг. И утредента не може јавното обвинителство да каже знаете во морето на информации ние не можевме да најдеме каде е тука корупцијата. Едноставно треба да се посложат така што главниот предизвик е како ние како невладин сектор сега не само да си обезбедиме за нас податоци кои што ни користат, туку истовремено да обезбедиме дека јавни институции ќе ги користат исто така тие податоци. Тоа мислам дека е предизвикот во наредните неколку години кои што треба да го преземеме. One question I have for Ms. Имам едно прашање за господин Дарко Бркањ. Професор Ѓузел во публикацијата уредена од професорот Флоријан Бајбер и Сара Барбери од
од иницијативата за Централна Европа, вели дека во целиот регион, особено ја спомена Македонија, Албанија и Босна и Херцеговина, главната причина за корупција и недостаток на транспарентност се неформалните конекции. Што се всушност тие? Кому му служат, кој за кого работел во овој период, кому му дал работа и како, сакам да прашам каква е ситуацијата во вашата земја во врска со ова, затоа што сметам дека големиот проблем, односно главниот проблем за недостатокот на транспарентност и корупција е всушност овие неформални контакти кои што постојат, како например семејни врски или бизнис врски кои што се скриени зад завесата на приватноста, но тоа не треба да биде така затоа што тоа веќе не е приватно. Ви благодарам. Во ред. Се согласувам и сметам дека всушност тоа е само случај. Не мислам дека тоа е само случај во Албанија, Македонија и Босна и Херцеговина, туку во целиот регион. Единствено не би се согласил со тоа дека е скриено зад приватноста, затоа што мислам дека тоа е прилично транспарентно и отворено. Тоа се зборува за тоа низвестите во социјалните мрежи и тоа е многу интересна приказна за истражување, затоа што доколку некој најде приказна за тоа, нема да биде ништо ново, затоа што тоа е приказна да секој ден и ние сме всушност во октомври ќе имаме еден испредседател што доаѓа од истото семејство, така што не знам што повеќе да ви кажам за тоа. Се случува насекаде и не е тајно. Нема никаква приватност околу тоа, туку се зборува за модус операнди на регионот. Имам уште неколку минути, повелете. Поповски Димитар, Open Data Advocate, 8-9 години пред сите овие иницијативи да ги подпише Македонија. Да одговорам на едно прашање тука што беше првото прашање што беше поставено, како да се стигне до поголема транспарентност, сочетност, јавни податоци, со употреба на отворен софтвер кој што почитува протокол за размена на мета податоци. И да дадам краток коментар на кој начин да се унапреди општеството, да се вложи многу повеќе внимание, не ме сликај приватност. Да се вложи многу повеќе внимание во дигитална писменост, во информацијска писменост и сето тоа да се имплементира во образование. Конкретно Лилјана напомена за Србија, многу интересен портал, тие го имаат превземено од Финска тоа. Затоа што тие се да речеме едни од пионерите за Open Data. Во смисол има визуализација на информација за тоа кој колку зборувал за што во парламентот. И кога се пристапува, да речеме, на јавна расправа, една добра сугестија за Даре, пред да влезете на порталот треба да видите што конкретно ве интересира. Значи, ако ве интересира образование, ќе видите кој дискутирал за образование и од таму директно одите понатаму. Меѓутоа, да не ја должам многу битно е да се има една стратегија за отворени податоци, да се потенцира употребата на софтвер со отворен код, наместо да се перат пари преку фирми и тендери, да биде јавно, потранспарентно здраве од отворен софтвер. И исто така да се почитуваат одредени стандарди за метаподатоци, она што во Македонија многу често не достига. Како и да е, good luck. Ви благодарам. Јас мислам дека сакате да повелете. Само кратка, во контекст на што го зборувавте информација, значи, нели реков, стратегијата за отворени податоци сега ја усвојуваме. Дел од таа ќе биде креирање и на околина за тестирање, односно за работа на заинтересирани било кој со софтверите, решенијата, платформите што ги имаме во државните институции. Значи, ќе може било кој што се вика да се игра и да предлага после решенија на институциите. Тоа е едната работа. Втората работа, и многу побитно на што го кажавте, во образовниот систем. Значи, и во моментот во Македонија се спроведува во неколку основни училишта проект за подигнување на дигиталната писменост кој што оди преку Британскиот совет. Прилично вложуваат и ни помагаат во оваа област.
Можам да кажам, се не знам, може има и представници тука британски суд, не гледам. Договорено од веќе следната учебна година тоа се прошири на сите основни училишта. Значи не ова информатика, него подигнување на дигитална писменост, курикулум кој што доаѓа по британскиот модел и сега одиме, значи основното образование ќе го покриеме, тоа оди преку Министерството за образование, не е кај нас, и тоа работиме со нив. Следниот чекор е во следните нивоа и ни се отвараат сега големи фондови за ова пред се со новата стратегија на Европска комисија спрема Западен Балкан, кај што еден цел дел во диджитал пиларот е за подигнување на дигиталната писменост на граѓаните. Ќе треба да седнеме да видиме конкретно како ќе го направиме тоа. Дали преку сертифицирање, дали пак во курикулумите. Различни има предлози, и тоа сега баш водиме дебата на оваа тема, али сосема сте во право и она преска Миша што го спомна. Ние немаме свесност кај граѓаните дека и некои податоци се на располагање и тука ќе ни треба време, ама, например, Државна антикорупцијска комисија е апсолутно една од институциите која што треба да ги гледа плановите за јавни набавки и така натака. Ама пак ќе кажам, не е ни свесна јавноста, тие се објавени, мене уште ми доаѓаат представници на најголемите IT фирми и викаат, абе дај да видиме ако може планот за јавни набавки го добиеме. Викам, објавени, не. Зашто зборуваме, не. Ама ќе треба да работиме со луѓето, меѓутоа институциите се многу битни да тоа го направат. Поздрав до сите, јас сум Насер Мифтари, професор по историја од гимназијата Зефлюш Марк. Јас мислам дека државата е слична на семејството, доколку таа функционира како семејство, би го имало секојаш вербата и емпатијата и сето она друго што следи. Доколку тоа го нема, фактички нема да не слушаат и членовите на нашето семејство. Да не бидам многу долг, јас присуствувам било каде, кај што ќе слушнам, за да го на некој начин рефлектирам се она што се случува во нашите училишта. Додека гласот на младите не го слушаме она како што треба, она како тие го зборуваат и го даваат во публика, мислам дека ќе затајуваме. Дигитализацијата е една од се. И не треба да биде како посебен предмет, туку тоа треба навистина да се стаи во сите предмети и да се зборува јасно. Едно прашање само, или две. Колку е соработката меѓу министерствата и второто е дали постои со овие можности што ги носи дигитализацијата, сите органи на училишта и на сите други постоечки, доколку се може, да се избират по таков пат. Оти се уште е таа култура, тендерска и готов. Благодарам. Хоризонталната координација помеѓу министерствата, според откако ја превземавме власта, мислам дека бил најголемиот, односно недостатокот бил најголемиот проблем до сега. Секој си правил што сака паралелно, без да има минимум комуникација со колегите од други министерствата. Сега веќе не е така, или не е до толку така. Имаме неколку управувачки комитети за различен вид на меѓународна помош, но одржуваме и секторски координации. Кај што не знам, кога правам донорска конференција за сите Европска унија, Соединените американски држави, други поддржувачи кои што не помагаат за мои проекти, има присутни представници од сите министерства. Ги викаме. И сите знаеме што правиме. Затоа испадна и ова, например, кај нас во МИОА не постоеше некаква формална информација за тоа дека Британски совет финансира дигитална писменост подигнување во неколку основни училишта. Па разбравме за тоа, па отидовме заедно пред Британски совет, викаме имате ли вие средства за во сите училишта? Да, имаме тоа. И се иде таа работа. Секако дека се уште постојат места кои што закажува и треба подобро, меѓутоа, пак ќе кажам, не може со закон, не може со правилото, тоа е основно човечки нешто што треба да го правиш, да разговараш со твоите колеги за да работите подобро. Во делот на
ова што го зборувате, сега ако ве разбрав добро, правиме муабет дека училиштата и во образовниот процес прилично секој исто посебно си воведува некакви иновации и треба малце посистематски тоа се прави. Генерално, и во образовниот, и во здравствениот систем одиме кон централизација на особено делов на се што има врска со дигитализацијата, затоа што апсолутно некој нема доволно ресурси, некој нема доволно кадар, некој нема доволно искуство, некој нема доволно свесност. И за да можеме да имаме најголеми бенефити. Например, сега имавме донации, ги поделивме по училиштата, не знам дали ста секи вас, на овие интерактивни табли, смарт табли. Супер, ама нема содржина за смарт таблите, тоа е друго. Ми сега ги ставивме таму, ги донира една компанија, им благодарам. Меѓутоа ние нема содржина, затоа што стратешки не се планирало претходно, се направи содржина за да сега вие како наставен кадар не сте чудите таму што да правите се. Некои има се знаат, ќе се снајдат, некои не знаат. И сега тој тип на координација ги фаќаме конците полека и затоа во овој дел го формиравме националниот ИКТ совет, каде што на ниво на институции ги координираме веќе IT политиките. Следниот чекор, и тоа ќе биде веќе денес владата ќе донесе одлука, значи тоа ќе биде објавено, ќе го формираме, го викаме дигитален форум. Во дигиталниот форум ќе учествуваат само двајца представници од владата и сите други ќе бидат представници на универзитети, граѓански организации, експерти и невладен сектор. Таму ние ќе слушаме, ќе креираме стратегиите генерално, а Националниот ИКТ совет ќе ги спроведува во институциите. Така што ете уште еден начин на дополнителна координација, да слушнеме што има да кажат, особено и организации како Метаморфозисите, каде што на заеднички форум ќе ги носиме одлуките, а институциите само ќе треба да ги спроведат. Кажано на крајот, доколку нема некои други прашања или коментари, да ви се заблагодарам на сите. Јас мислам дека навистина имавме интересен разговор. Гледам дека министерот беше провокативен за вас како публика. Јас да го испратам со една порека, дека мислам дека зад Министерството и владата е период во кој се составија многу стратегии, план за отворено владино партнерство и мислам дека притисокот допрва ќе биде врз институциите и врз владата. Сето она што е ставено на хартија во некои документи е навистина амбициозно и да се спроведе. Пак ќе кажам дека предизвикот за нас како представници на невладините организации, сепак кој бевме дел од оваа панел дискусија, е како она што го работиме, што е можно повеќе да го приближиме до граѓаните и да ги подигаме нивните стандарди, да бараат се поголема транспарентност и отчетност од носителите на власта. Ви благодарам на сите. Сега може да се напиеме едно кафе и да се одмориме доле, претпоставувам.